Ne postoji poголема inspiracija od makata човечка, isto како што од глупоста нема поголема пречка. Вака Жарко Миличевиќ, осуденик од Штипскиот затвор, ја почнува една од своите песни која е дел од неговата прва збирка поезија, напишана за време на неговиот престој во затворот. Низ неа тој го изразува целокупниот свој бес, каење, преиспитување на сопствените постапки и последиците од нив. Опфаќа повеќе, идеи за животот, за смисолот за животот, за прегањето, за смртта. Напишана е во затворската установа во Штип. Мотивот беше можеби личниот катарзис преку кој што минував задните неколку месеци и години, и така дојде инспирацијата смртта на мајка ми, грешката во животот. Стихозбирката Стихови од една водолија е една од двете стихозбирки напишани од страна на лице кој издржува казна затвор и кои денес беа промовирани пред штипската јавност. Целта е подобра ресоциализација на осудените лица и овој настане токму како придонес дека осудените лица покрај тоа што им е оневозможено движењето или ограничено движењето, дека можат во своите денови додека се во затвор да ги истакнат своите способности кои што ги имат. Целта е, пак ја повторам, ресоциализација на осудените лица, а со тоа и да го намалиме повратништвото помеѓу осудените лица. Преку вакви проекти се рушат бариерите и стереотипите на затворскиот живот и се поттик за идни активности кон подобра ресоциализација. Ние ќе даваме поддршка на секој осудено лице кој што сака да ги изрази своите таленти кои што ги има претходно во животот, а ние сакаме што повеќе можности и стекнување на своји знаења да постигнуваат осудените лица и внатре во институцијата. Со ова сакам да ја поттикнеме локалната заедница да учествуваат што е можно повеќе, дека ние сме институција во која што е потребно да се дава поддршка, се со цел да се намали повратништвото помеѓу осудените лица. Ова е за прв пат во Македонија во ваков вид на институции да се поттикне и да се промовира индивидуалниот талент на осудените лица.